Благодарам. Најнапред сакам да го изразам јас моето длабоко соучувство до семејствата на жртвите кои што беа однесени од оваа поплава, но во исто време сакам да го изразам својата огорченост и згрозување од настапот на господинот Никола Тодоров, кој што наместо да поднесе извештај за тоа што се работи во оваа држава, што представува негова одговорност, повика дека не е време за одговорност, туку за фаќање лопати. Господине Тодоров, оваа земја страда од тоа што луѓето кои што се задолжени за она кое што им го доверила државата не го работат. Мене ми е работа денес да ја контролирам вашата работа како одговорни, како луѓе кои што се задолжени и платени да бидете сервис на граѓаните, вклучително во состојби какви што се овие. Немав намера да го започнам своето обраќање со овој дел кон вас, но навистина бев испровоцирана. Дали имате представа во колкава нова опасност ги внесувате граѓаните на Република Македонија со тоа што ги повикувате да волонтираат, но при тоа немате минимум одговорност да пружите минимална обука на тие луѓе со што повторно ги внесувате во нова опасност, од тоа тие нестручно да подигаат мрши од угинат добиток или нестручно да вадат вода од подрумите, со што се изложуваат и себе си, но и останатото население во кое што се враќаат на ризикот од епидемија. Дали навистина разбирате дека и тие добри луѓе кои што доаѓаат да волонтираат на терен треба да бидат внесени во некаков систем кој што подразбира некаква заштита и за нивните животи и за животите на нивните семејства? Господине Тодоров, не кажавте ниту еден збор за тоа дека телата на жртвите од поплавата 3 дена во Бутел не можеа да ги подигнат нивните семејства. И за тоа никој не одговара во државава. Господине Тодоров, фактот дека се е предизборен маркетинг во вашето обраќање се аргументира со податокот дека се заблагодаривте на сите, освен на луѓето од странство кои што притекнаа во помош на оваа земја. Македонија има своји пријатели кои во рок од 24 часа, побрзо од што се врати господјата Салиу од одмор, се понудија со помош. Господине Тодоров, ќе побарате ли одговорност од раководството на македонската телевизија која што во 2 по полноќ се уште немаше информација дека на Македонија и се случила катастрофална поплава која што однела жртви? Господине Тодоров, ќе одговорите ли денес дали 22 жртви се конечната бројка на жртви во овој регион и дали има други жртви кои што ги очекуваме, или по примерот на Диво населје, кога ви фалат 4 или кога имате плюс 4, тоа за вас не е важно, иако се работи за човечки живот. А сега да се вратам на она што беше мој концепт, без да бидам испровоцирана од господинот Тодоров. 6 август 2016 година е нова темна страница во историјата на Македонија. Тоа е датум кој што покажа дека македонските институции се комплетно колабирани. Тоа се карикатури од институции кои што, иако се платени од сите граѓани на Република Македонија, во моментот кога природата сакаше да го направи тестот, каде што 500 домаќинства беа погодени на територија од 12 населени места, покажа дека ниту една институција ниту си ја знае работата, ниту има представа што треба да прави во ваква ситуација. Сите институции беа занемени и парализирани се додека не се врати Никола Груевски од годишен одмор. Тоа беше првиот момент кога на телефон беше повикан господинот Шабан Салиу, кој што во својата фиока прва работа што треба да има е процедура за тоа кои чекори поред треба да ги превземе во случај на ваква елементарна непогода. Господа, кај господјата Салиу и кај господинот Салиу вработат околу 600 луѓе. Жал ми е што оваа власт на ВМРО, ДПМН и ДУИ овие луѓе ги разбираше како задоволување на партиските апетити за вработување, а не како луѓе кои што се платени да помагаат било кому кој што ќе се најде во непогода. По елементарната непогода и натаму продолжуваат жртви
има 22 жртви од самата поплава, но секојдневно има нови жртви од стрес. Јас бев утредента рано наутро во Сингелич. Таму брзата помош не можеше да стаса за да пружи помош на наитните случаи. Сообраќајот беше комплетно закрчен. Таму погребалните предпријатија не можеа да стигнат да ги подигнат телата на жртвите. Во Сингелич не можеше да се доставува ниту помош, ниту пумпите кои што беа донесени од градоначалниците од Куманово и од Струмица не можеа да влезат на терен за да ги вадат. Се разбира и останатите кои што беа донесени од дирекцијата, не можеа, патот беше непрооден за да влезат и да ја пружат својата помош. Мене ме интересира дали е нормално во една држава да затаи во исто време Управата за хидрометеоролошки завод, која што не предупреди за состојбите што е нејзина основна задача. Како е можно пред министерот Митко Чавков да се најде еден патник на обиколницата кој што ќе спаси повеќе животи од целото министерство со кое што тој раководи? Тоа се прашања на кои што навистина не заради опозицијата, заради секој од нас треба да ги добиеме одговорите. Во поплавите, во регионот кој што е поплавен, природата не е селективна. Таму не страдаат жртви само од една политичка партија, од една етничка припадност. Таму стравот и жртвата е кај сите подеднакво. Полицијата и војската беа 2 дена исто така парализирани, се додека не се случи преку телефон, преку медиумите блиски на власта да добиваат команди од Никола Груевски, кој што во моментов е цивилно лице и не разбирам пред кого ја носи одговорноста за наредбите кои што ги издава. Јас навистина не можам да разберам како е можно господинот Никола Груевски да дава наредби да се одржи седница на влада на која што ќе бидат усвојувани точки. Што тоа го прави различен од било кој друг од нас денес да се појавиме некаде и да издадеме наредба на институциите да делуваат онака како што ние посакуваме? Пред кого тој ја носи таа одговорност? Тој волунтаристички пристап подразбира дека истата жртва може да се случи доколку било кој од нас влезе во ургентен центар на дежурство и иако не е стручен и обучен за тоа, земе да оперира итен случај. Тоа е истата одговорност да луѓе кои што се нестручни се обидуваат да најдат решенија за ситуации како што е поплавата на тотално волунтаристички и несериозен начин. Затоа мислам дека е време за одговорност која што подразбира не само морална, туку и политичка, а дури во некој случај и кривична одговорност. За таа цел на Македонија е подитно неопходно да се изготви анализа и извештај за вистинските причини кои што доведоа до овој настан, но и за секој поединечно кој што таа одговорност јас носи. Заради тоа што доаѓа време во која што фактурата за секој исечено дрво, фактурата за секој погрешно потрошен денар, фактурата за секоја бесправно изградена градба, фактурата за сиот лоповлук, за сета негрижа, за сета партизираност и за сета неодговорност при поставувањето на кадровските решенија на институциите, ја плаќаме, за жал, со животи. Исто така, како дополнение на заклучоците кои што денес од името на пратеничката на група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата ги поднесовме, сакам да додадам и дека навистина ќе биде неодговорно да се манипулира со помошта на граѓаните и затоа ве молам, сета помош
и сета оштета која што ќе биде платена на граѓаните од погодените подрачја, да биде јавно достапен документ со што сите сомнежи за овие злоупотреби ќе бидат сведени на минимум. Благодарам.